до 4 години, меѓутоа имаме и висок број на заболени кои што се во повозрастните групи, односно над возраст од 30 години. Како е по другиве градови? Мислам, во кои градови најмногу сега има? Значи, како што знаете, по епидемијата во Скопје, уште други 5 здравствени региони пријавија епидемии, тоа имаме вкупно 6 епидемии на мали сепаници. Најголем број на случаи се регистрирани во Скопје, преку 620, кои што се поврзани со епидемијата, меѓутоа со висок број на случаи имаме и во Тетово, Куманово и во другите градови. Колку заболени од медицинскиот персонал има од морбили и во кои клиники, колку медицински сестри, колку доктори? Значи, точна распредела во однос на здравствениот персонал, дали се медицински сестри и доктори, не водиме евиденција, меѓутоа водиме за медицински персонал и најголем број, значи, од заболените веќе се преку 100 што се пријавени, нека се заболени од мали сепаници, повеќе од 50% се од Скопје, значи 60% се од Скопје, меѓутоа имаме доста висок број на заболени медицински лица и од другите градови. Во кои клиники од Скопје? Најголем дел се од детска клиника, меѓутоа имаме и од другите клиники, буквално од повеќе места. Значи имаме и матични лекари и специјализанти и така. Имаме повеќе неколку деца кои што се потешка состојба, меѓутоа критични, како информација за критични случаи се уште немаме. Дали се вакцинирани тие медицинските лица или не вакцинирани? Значи, Зашто не било вакцинирање? Поголемиот дел од значи повеќе од 60% од медицинските лица се невакцинирани или некомплетно вакцинирани, или немаме податоци се уште за невакциниран статус проверено, меѓутоа така е ударен број се и вакцинирани. Зошто не се направила вакцинација? Вакцинацијата, како и за другите, значи тоа е пропуск кој што сега и ќе се инсистира, значи Комисијата за заразни болести во неколку наврати даде препорака сите здравствени работници мора да бидат уредно вакцинирани. Значи и би требало да не бидат во контакт со пациенти, особено со деца, доколку не се вакцинирани. Има ли потреба да се прогласи епидемија, доктор Микич, на целата територија? Во однос на прогласувањето на епидемија на цела територија на Република Македонија, знам дека е тоа актуелно прашање, и да се прогласи, да не се прогласи епидемијата, тоа нема да смени нешто драстично во однос на мерките кои што треба да се преземат. Нема потреба да се крива паника кога се прогласи епидемија на територија на цела република. Она што е важно е кога се прогласува епидемија, се прогласува се со цел подобро да се контролира епидемијата и да може да се превземат мерки кои што во спротивно не би можеле да се превземат. Така да во однос на бројот на пријавени случаи како се шири епидемијата, постојат индиции кои што треба да се разгледаат на следната комисија на заразни болести и да се одлучи дали ќе се прогласи епидемија на територија на цела држава или не. Кога ќе биде следната седница на комисијата за заразни За следната недела, почетокот на следната недела ќе се одржи комисијата. Ќе се разговара тоа? Да, една од точките ќе биде и ова и секако и подобрата контрола. И она што сакам посебно да апелирам, значи во сите развиени земји каде што имаме добро развиен здравствен систем, пак и Македонија да ја броиме во тие земји, значи епидемијата се шири во болнички услови и при посети на доктор. Значи бидејќи веќе имаме прогласена епидемија, апелирам до родителите да не ги носат децата без некоја посебна потреба до клиниката за детски болести, особено не во период на дежурство. Висока температура, односно фебрилност, не е индикација за итен преглед. Значи потребно да се почитува системот пред да се побара упат од матичен лекар, па доколку тој матичниот лекар одлучи дека е потребно детето да се прати на терцијарна станова, дали клиника за инфективни болести, дали клиника за детски болести, тогаш детето да се однесе на преглед. Неколку пати напоменав, ова е едно од најконтагиозните заразни заболувања, многу лесно се шири. Доволно е да видите во иста просторија со некој дете кој што било претходно 2 часа за осетливо лице